Среда уставен ќе расправа за субвенциите и градоначалниците. Иницијативата која се однесува на градоначалниците е трета точка за седницата, а со неа се бара оценка на уставноста и на законитоста на член 35 став 1 и на член 49 од Законот за локалната самоуправа, член 16 став 1 и член 16 став 1 во делот во првата половина во мај од изборниот законник. До уставниот суд иницијативи за продолжување на мандатот на градоначалниците и на советниците поднесоа Министерството за локална самоуправа, Министерството за правда и од Светскиот македонски конгрес. Локалните избори требаше да се одржат во првата половина на мај, но поради тоа што не беше избран претседател на собранието, истекоа сите рокови за нивно распишување во предвидениот термин. Уставните судии на седницата ќе разгледуваат иницијативата поднесена од земјоделското здружение Агротиквешија, со која се бара оспорување на членот од изборниот законник според кој е забранета исплата на субвенции се до формирање нова влада. Дел од агроекспертите очекуваат уставен да го оспори членот и се работи за редовни исплати планирани во буџетот. Иницијаторите бараат оценка на уставноста и законитоста на член 8а став 1 во делот и изборот на владата на Република Македонија согласно со резултатите од изборите и алинеја 1 став 3 во делот и изборот на владата на Република Македонија согласно со резултатите од изборите од изборниот законник и член 11 став 1 ставови 2 и 3 од Законот за спречување на корупцијата. Министерот за финансии Кирил Минуски неодамна изјави дека главна пречка за исплатата се одредбите од изборниот законник. Минуски тврди дека пари во буџетот има и доколку уставен суд го оспори членот, веднаш ќе почнат со исплата.